Mr. Nderuar, përshëndetje, titulli I intervistës me presidentin e vendit, zotin Stevo Pendarovski, është Maqedonia sot dhe nesër. Dobro večer. Naslovот на ексклузивниот интервју со председателот на државата, господинот Стево Пендаровски, е Македонија денес и утре. Господине Пендаровски, благодарам што издвоивте време за нашата телевизија. Да, ми беше задоволство. При крајот на минатата година зборувавте за животот помеѓу стравот и надежта. Рековте, ќе ве цитирам, мора да сме системски подготвени за следната криза, мора да ја закрепнеме економијата, да ја искорениме неправдата, да ги надминеме поделбите, да ги залечиме овие рани. На што поконкретно мислите? Тука има барем неколку теми различни кои заслужуваат посебна емисија секоја од нив. Инаку на почетокот таа теза која ја пишував, предпоставив дека првата реакција ќе биде дека ја знам дека ќе се случи следна криза и ќе влезам во сценаријата на овие катастрофичари кои велат дека политичките елити ги договараат, ги дотеруваат сите овие кризи. Обично народ тоа не го знае и ние само ги наведуваме натаму или наваму. Меѓутоа јас навистина мислам дека пандемијата треба да ни биде голема лекција. Како функционира системот во време на пандемија, така ќе функционира или нема да функционира, или делови нема да функционира 100% и во било кој друг тип на криза. Јас и вие се познаваме многу одамна и паметите дека поминувавме како држава, секој во своите улоги во 2001-та, и тогаш зборувавме, не само јас, многу мина за падот на системот во тоа време. Значи, прво имаше проблеми во функционирањето на системот во 90-тите, за да дојдеме до 2001-та. Не зборувам за насилство, војна, убиства, зборувам за политичкиот контекст. Значи, системот потврли во некои сегменти, значајно потврли, и во 2001-та повторно со системски промени во устав, закон и во политичкото однесување ја вративме државата на еден нормален колосек. Сега исто така мислам дека не сме на тоа ниво, се разбира, и сосема друг профил на криза е. Меѓутоа, ние мора да извлечеме поуки од тоа како функционираше системот за менеджирање на кризи, например. Во некои сегменти не беше добар. Утре за утре не мора да има пандемија. Дај Боже да нема. Може да има пожари од поголем обем, сме имале. Знаете, летни сезони некој пат сме биле, цела држава гори. Голема штета се прави на имотот, на правата на луѓето и како тоа ќе го организираме, како ќе го менаџираме. Значи, тука има многу работи, најмалку врзани со криза, во таа моја теза, меѓутоа и врзани со евентуални идни кризи, во кои ние мораме да го поставиме системот на по-добри, по-длабоки темели. Пред, речиси точно година дена ве прашував како ќе се справуваме со пандемијата на коронавирусот. Денеска кога зборуваме за истото прашање, се поставува прашањето што прават нашиве здравствени власти за надминување на состојбите. Ве прашувам поради тоа што соседите веќе почнале со вакцинацијата. Кај нас, ако не сгрешам, се најавува дека следниот месец можеби ќе се стартува со ова. Знаете, прво мораме да го видиме поширокиот контекст. Значи, како некое оправдување за мојот став, треба да знаеме дека јас сум првиот функционер кој јавно кажа дека не смееме да бидеме меѓу последните земји во Европа кои ќе ја примат вакцината. Многу пред нова година. Значи, не отстапам од тој став. Меѓутоа мораме да го видиме поширокиот контекст. Немој да заборавите. Значи, Србија, каде што е регионалното представништво на сите големи фармацевски компании, тоа го направи и никој друг практично во нашата околина. Значи, не зборувам за символична бројка на луѓе кои се вакцинирани. Значи, зборувам за Бугарија која е членка на Европска унија, зборувам за Грција каде што вакцинацијата е во многу рана фаза, зборувам за Албанија која статусно е идентична со нас, чека да почне преговори со Европската унија. Внимавајте, Црна Гора која преговара со години и години.
Со години и години. Ние чекаме да почнеме. Црна Гора нема почната вакцинација. Не зборам за Косово, за Босна и Херцеговина, значи, за жал, на Западниот Балкан, исклучок е вакцинацијата, за сега уште во помали количини. Правило е дека кај нас вакцинацијата не е почната. Можеме да разговараме и да се вратиме на првото прашање. Дали имаше некакви потврдења во целиот систем? Веројатно имало. Тоа некоја идна анализа ќе го покаже. И тоа факт е и дека ние бевме практично заборавени, не толку од Европската Унија и од нашите партнери преку океанот, туку пред се од големите фармацевски компании, каде што прво и последно прашање на денот и на векот е профитот. Ние сме толку мал пазар. Знаете, целиот Западен Балкан, вкупно, целиот Западен Балкан, сите 6 држави, имаат околу 18 милиони луѓе. Во нашите контакти со Pfizer, со Moderna, со AstraZeneca, прво прашање, кој тие го поставува на нашите здравствени власти, кога ги контактиравме севте пред Нова година, колку мина сте таму и колку отприлика би ви требало како количина. Ставот на сите 3-4 големи фармацевски компании, гиганти вистина, се дека за секој пазар под потенцијално 2 милиони жители, ние сега во оваа фаза не сме заинтересирани. Може би биле понатаму. Сега се заинтересирани за големите пазари Кина, Америка, Индија, Русија, значи кај што има милиарди потенцијални приматели на вакцина и трилиони, не милиарди, него трилиони долари потенцијално заработка. Со ова не ги правдам нашите власти, нема да ме сватите погрешно. Че тука секако можеше во одредени ситуации да се реагира и побрзо, меѓутоа, за жал, гледате, околината околу нас, ние не можеме да кажеме дека сме единствените кај што вакцинацијата не е почната. Босна, Црна Гора, Косово воопшто не е почната, за жал. За жал. Господине председателе, речи си 2 години сте на чело на државата. Пак... Побрзо ми го трошиш мандатот. Малку повеќе од година и пол. Како да се надмине ова поделбата меѓу стравот и надежта? Ние тоа го преведуваме на нашки јазик. Тоа звучи премногу апстрактно, меѓу стравот и надежта. Ние имаме неколку поделби кои траат со години па и децении, за жал. Со децении беше во одреден степен и сега е поделбата меѓу македонци и албанци. Ние таму, сега се фатам за вашето прашање, ние таму имаме група на луѓе кои веруваат повеќе во надежта, јас сум во нив. И за жал се уште многу повеќе луѓе кои се плашат од другиот. Понатаму, во времето на претходната влада и претходната власт, во тие нивни 10 години, тие работеа здушно, со полн капацитет, не само на продлабочување на меѓуетничките поделби, туку за прв пат во нашата посткомунистичка историја и на поделбите меѓу македонците. Најголема етничка заедница во земјата. И тамо постигнаа, за жал, многу добри резултати. Тоа се 2 линии на поделба, кои ја ги сметам за акутни, кои треба да ги менаџираме далеку подобро, со тоа што во првата поделба меѓу македонците и албанците, објективно, оваа власт, оваа структура од која јас бев дел и 2016 на парламентарните избори, постигна прилично завидни резултати. Меѓутоа, што е проблемот, ако можам така да го наречам во таа смисла? Во меѓуетничките односи никогаш, како и во демократијата генерално, не можете да кажете сега ја завршивме работата, сега ова се е идеално, нема да има утре проблеми. Утре мала тепачка на меѓунационална основа. Не во политичките институции, тоа е легитимно. Туку не знам, во автобусите на ЈСП, например, или во некоја дискотека, може повторно да го запали тој пламен, бидејќи, за жал, волонтери за правење проблеми во оваа сфера постојат и на двете страни. Меѓутоа, мислам дека генералниот принцип на спуштање на тензиите и на носење на одредени законски проекти, законот за албански јазик, например, беа одлични во таа насока, да ги спуштаме тензиите и да разбереме дека главната закана за сите нас е иселувањето на луѓето. А се иселуваат и македонци, и албанци, и турци, и бошњаци, и роми, и срби, и власи, сите кои можат тоа да го направат. И престојниот попис, се плашам ќе ни ги покаже нашите најголеми стравови, пак се враќам на вашето прашање. Дека овдека останавме од 2 милиони половина, милиони 600, ќе видиме колку тоа на крај ќе се покаже. Зборам за де факто оние кои стварно живеат полого време тука, не за државјаните. Знаеме колку државјанства сме дале. Во јавноста ми се чини дека преовладува убедувањето дека иако помина 100 дена на владата на чело со господинот Заев, ова влада не може некако да се похвали
со конкретни резултати. Веќе втор мандат некако не се гледа со разбирање обвинувањето дека за сето ова што ни се случи е виновна претходната власт. Па јас мислам дека тоа време помина уште пред последниве парламентарни избори, кога вие можете да зборувате за претходната власт. Сега, оваа власт е во исто време и претходна власт. И од 2016 практично оваа политичка структура е истата. И морам да ви кажам, барем во реториката на првите луѓе на владата, вклучувајќи го и премиерот, не слушам дека тие се вадат, уставно кажано, на тоа што работеле претходниците. А тоа беше практично неизоставен дел од политичката реторика 2017, 18, па дури и по завршување на референдумот, мене ми се чини, јас на моите избори заедно со целата таа структура 2019 во април, исто така зборував што во она што е надлежност на председателот, што не е направено или е лошо направено во изминатите 10 на 12 години. Меѓутоа, тоа време помина, треба луѓето бараат, луѓето во ворetje, тие не беа добри и затоа изгубија. Раните се длабоки, 27 април, да не забораваме, случај без преседан. Меѓутоа, и таму има судски процеси кои години и години траат, тоа е работа на судството. Во политичката сфера ти мора сега да понудиш практични проекти. И овие 100 дена, тоа го знаат сите, не можете да им ги дадете така, однапред, да ги подарите, бидејќи тоа е, повторно велам, старата политичка структура. И јас би почекал сепак за некаков по-генерален некој преглед на тоа што е направено, да штиклираме што не е направено. Би почекал да речем да заоди малку оваа година. И знаете, најдобриот суд за тоа како владее ова власт сега во својот нов мандат, нема да го даде председателот, ниту некој друг, па дури ниту некој новинар, ако тоа не е забрането, се разбира, пожелно е, туку граѓаните на локалните избори, кога ќе ги посочат и локалните проблеми кои евентуално не биле адресирани изминативе 4 години. Во најавата за овој интервју реков дека законот за попис е на подпис кај председателот на државата. Ќе го подпишете? Вие сте денеска првиот новинар, првиот медиум кој ми го поставува тоа прашање, инаку и за време на викендот го поставува новинарите само тоа прашање. Јас ја завршив таа неформална процедура која самиот себе си ја наметнав од почетокот за битни законски проекти, да консултирам луѓе кои ми се најблиски соработници во кабинетот, меѓутоа и истакнати експерти надвор од кабинетот, во овој случај истакнати правници во таа област, и не само правници, туку и луѓе кои имале во својот живот и во својата кариера врска со правењето, организирањето пописи. И можеме да ви кажам дека таа процедура е завршив, тој процес на размислување го завршив и во текот на денешниот ден, попладне најверојатно, ќе го потпишам указот и понатаму ќе оди на објавување во службен вестник тој закон. Сметате дека е се во ред со овој закон со оглед на тоа дека... Од аспект на законскиот текст, што јас го гледав сега, деновиве, мислам дека нема ништо противуставно. Што е проблемот, што излезе проблемот пред воопшто да почне да важи овој закон? Политизацијата околу законот, која се случи пред воопшто да има гласање за законот. Паметите, за жал без преседан пресконференции на кој главната опозициона партија обвини дека Заев се договорил со Ахмети да има 32% албанци. И сега, знаете, јас и вие сме малце подлого време во оваа дисциплина, и може би тоа не допира до нас, меѓутоа има луѓе на терен, низ градови и села, кои можат да бидат иритирани од таквите изјави, воопшто не знаејќи дека не се точни. Еве зошто ја спорам логиката на таа изјава. Не гледам логика, еве да се договориле да бидат 32% или не знам колку посто албанци, а уставниот праг не е променет, од 2001 наму е 20% албанци, за да албанците имаат одреден статус и право. Значи, зошто е потребно да бидат над 30% и баш 32%? И така би ги имале тие права. Можам да замислам дека повеќе место би фатила тезата дека Заев и Ахмети евентуално се договориле да го сменат уставот и прагот да го спуштат за правата од 20 на 15%, да речем. Да се договорам да бидете 32%, а вака сте биле пред 20 години 25 и веќе ги имате тие права. Уставниот праг за уживање на правата останува истиот, зашто баш 32? И многу други работи внатре околу отпечатоци од прсти, какви што објективно до сега во Европа нема ни еден попис спроведен на таков начин.
да барат отпечатоци од прсти, што со популацијата под 18 години, која исто се попишува, а за која не само законски што не може, туку законски не треба да се земаат отпечатоци од прсти, бидејќи тие се лица во развој, растат. Нивните популарни линии не се исти на 1 година и на бебињата од 1 година и оние кои се на 17 години. Не случајно е таквото законско решение. А знаете колку ги има што се под 18 години? По една груба проценка, зависно од тоа колку е во просек стара нацијата, односно популацијата, и помеѓу 1/4, грубо кажано, помеѓу 1/4 и 1/5 од сите кои живеат на територија на одредена држава. Значи, тоа не е бројка 200, 300, 500, па да направиш проценка колку мина се. Туку тука станува збор за голем дел од популацијата, кај што не можеш да идеш со проценка. Пописот не е проценка, пописот е екзактна работа. Пребројуваме глави. Овдека ако 1/4 или 1/5 не можеш, а ако немаш папиларни линии, отпечатоци, не можеш да ги преброиш, ја прашам, зашто ставаш две категории на граѓани, едни над 18, други под 18, во однос на, во суштина, истата задача, да се преброиме? Албанската парламентарна опозиција гласаше за законот, меѓутоа македонската, најголемата политичка партија, беше против. Дури според представниците на ова партија, ако председателот Стево Пендаровски го подпише законот за подпис, тогаш ВМРО ДПМН веднаш ќе поднесе иницијатива до Министерството за правда за собирање од најмалку 10.000 подписи за поништување на новиот закон за попис. Влегуваме ли во нова криза? Не можам да видам во моментов дека постојат предпоставки за криза, зборувам за криза со поголеми пропорции. Гледате, ако паметите, јас во годишното обраќање и во некои други мои јавни обраќања во изминатата година, месеци и месеци порано, предупредив на следниот развој на станите. И реков, дајте, ако секој од нас, особено релевантни политички партии на власт и во опозиција, ако сакаме стварно да биде статистичка операција, не политичка, дајте изјава дека колкумина и да сме, и по етнички заедници, никој нема да му бидат одземени правата. Никој нема да трпи заради бројката. Дајте таква политичка изјава и да кажете нема никој намера да се враќа назад. Тама работа. Ако имавме такви јасни изјави месеци наназад, јас ви тврдам, тоа сум го рекол да го повторам, законот за попис ќе беше донесен со консензус и ние таа операција ќе извлечевме како чисто статистичка во април, без било какви политички турбуленции. Ако не грешам, вие рековте и ова, дека конструктивните предлози на позицијата, значи власта, треба да ги взема в предвид. За жал, од оној текст што го видов, кој е усвоен конечно во парламентот, не можам да видам дека ниту еден од битните предлози на опозицијата се усвоени. И тоа не е добро. Значи, во целина законскиот проект ќе го издржи притисокот и на времето, и на Уставниот суд, евентуално ако има иницијативи, и тестот на времето во однос на граѓаните. Значи, мислам дека ќе продуцира добри резултати, бидејќи законскиот текст не е спорен. И при тоа, кога зборувам за конструктивни предлози, не мислам дека беше конструктивен предлогот што не беше прифатен во конечна линија за отпечатоци од прсти. Меѓутоа, имаше тамо неколку други решенија кои можеби беа прифатливи, но велам, во целина законот според мене ќе го издржи тестот на времето и ќе ја заврши својата примарна, па дури и основна функција, да врз негова основа направиме саглам попис, како се вели, или попис со сите нишани, во чии резултати на крај никој нема да се сомнева. Може би, ќе дозволите да искоментирам, беше прилично критикувано едно друго решение во законот, околу така наречениот врзан подпис на директорот и на заменикот директор. И слушнам некој образложение дека е тоа затоа што е таков наводно пржинскиот модел. Тоа е погрешно. Не, таков е рамковниот модел. Значи, гледате, тука не гледам ништо спорно. Ако во рамковниот договор постои така нареченото Бадинтерово правило, што значи двојно мнозинство, вели за законски проекти или решенија, одлуки на власта кој може да ги тангира правата на етничките заедници кои не се во мнозинство, че во тој случај ни е потребно во собранието двојно мнозинство. Ова е практично тоа варијанта на двојното мнозинство, кај што барате мнозинство и од етнички гласови. Што е спорно, значи зборувам за духот на рамковниот договор. Тоа што е напишано и тоа како го толкуваме и како треба да го толкуваме. Ако една етничка заедница нема намера зад грб да ја работи нешто на друга етничка заедница,
Тоа е идејата на рамковниот договор. Јас и вие да седнеме за битни проекти, не за се. Тоа што е техничка работа и нема никаква врска со твоите права, се разбира, нема да гласаме двојно или да имаме врзан подпис. Меѓутоа, зашто? Што кошта ако имаме врзан подпис јас и вие за еден ваков битен проект, бидејќи, зашто велам битен проект? Затоа што, за жал или за среќа, меѓутоа, правата на албанците во Северна Македонија се врзани за процент. А ние на пописот треба имено тој процент да го утврдиме. Ја немам никаков проблем како етнички македонец да му дадам право или да си го земе правото заменикот директор кој е, не знам ли кој е, меѓутоа претпоставам дека етнички албанец, кој би потврдил од аспект на неговата етничка заедница, затоа што, видите, ни вие можда не го сакате тој дел од рамковниот договор или некој да не го сака. Ама 20% велат со 19,9 такво е решението. Вие ги немате тие права во полн обем. Со 20 вие ги имате. Што е спорно да дадеме уште една верификација и за албанската заедница, бројките на крајот да не бидат спорни. Се води, би рекол, жестока дискусија претежно во албанскиот блок за процентот на албанците, уставната категорија 20%. Од тука извире и стравот кај албанците дека со некој иден подпис ќе се намали процентот на албанците. Зошто јас го велам тоа неколку пати во јавни интервјуи? Дајте изјава. Сега сум јас председател, утре ќе биде друг. Денеска е Заев премиер, утре ќе биде некој друг, трет. Од демократијата властите се менуваат. Дајте изјава. Така било во 2001 решено. Но имаме намера да го спориме тоа. Чи правата не смеат во демократија да се одземаат. Може само да се додава за сите граѓани. И заради тоа е исполитизирана до максимум оваа операција. Значи ли тоа дека се сложувате со тие кои се залагат ова 20% да се тргне од уставот? Јас го реков во една дебатна емисија, ме праша, ми се чини од пред скоро 2 години, дали би поддржал или каде што стои да речеме за јазикот, да не стои јазик кој го зборува 20%. Ја реков, јас сум за тоа. Мене не ми пречи воопшто во уставот да стои албански јазик. Зашто е еуфемизми? Зашто се криеме? Па сите знаеме за кој јазик станува збор. Зашто да стои бројка? Нека стои албански јазик. Меѓутоа, знаете што ќе се случи практично? Значи, јас сум за тоа. Секој пат кога правиме уставни промени или обиди за уставни промени, покрај овие според мене оправдани барања, место бројка да постои име и презиме, што е спорно, ништо не е спорно, ние ќе товариме се во тоа. И знаете што се, не зборувам само од аспект на албанците, од аспект на кого сакате кој живее во оваа држава и на крај уставната дебата за евентуални промени на највисокиот акт се претвара во хаос. Зборуваме за се и се што, а не за ова заради што сме почнале. И како се договорат политичките фактори, само за ова да има амандман и така да се идентификува, ако тоа им пречи на албанците. Гледам дека очигледно им пречи, ја не би бил пречка за таков еден политички процес. Друго прашање која секако ќе се политизира е и законот за државјанство, предлогот. Имаше од албанската опозиција предлог нацрт закон кој не најде на поддршка на власта. Имаше тврдење дека се работи за најмалку 70.000 граѓани без државјанство. Знаете што се случи со тој законски проект? Не велам, може би имало и други причини на страната на власта, која тоа не го прифати. Меѓутоа, мислам дека и тој законски проект, како се друго во оваа земја, за жал, се исполитизира уште пред да влеземе во сериозна дебата. Јас ги видов предлозите предлозите за промена на законот за државјанство и таму имаше многу повеќе предлози. Меѓутоа, некои недобронамерни луѓе во рамките на таа дебата, уставно кажано, го сведоа тоа само на единствен предлог, само на еден амандман, само на една точка, ова бројка што ја спомнувате. Значи, се излече дека наводно 70.000 луѓе немаат, албанци немаат решено државјанство, а живеат години, децении тука. И од оваа другата страна, од македонската, беше тоа прифатено, нека е секого, како обид да се промени демографската структура. Тие не ја спорат бројката вал. 70.000 преку ноќ им дадете државјанства и преку ноќ ја промените демографската структура. Ова нема повеќе да биде Македонија, каде што македонците се најбројна етничка заедница и така натаму и така натаму. Знаете што е проблемот во тоа? Бидејќи јас имам работено долги години во 90-тите во Министерство за внатрешни, кој е надлежно за тие работи, а сега по сила на функцијата имам некакви базични информации за тие некои битни процеси.
Та бројка не е точна. Располагате со приближно точна бројка. Па не би сакал тоа да го зборам, затоа што би било преюдицирање, затоа што јас сега не сум експерт, сега сум председател и моите зборови Лидерот на ДУ и деновиве изјави дека се работи можам да ви кажам дека се работи за бројка од неколку илјади. Неколку илјади. Во различни временски периоди не станува збор за 70.000. Са, што е мојата теза? Јас тврдам дека тој предлог требаше да биде земен со полна сериозност и да се разговара за овие неколку илјади. 10 да се. Значи не неколку, 10 луѓе да се. И ако е вистина, а некој од нив лично ги познавам, ако е вистина дека живеат 30 години или 50 или целиот свој живот тука, и ако е вистина дека се уште немаат регулирано државјанство, тоа е срамота за државата. Знаете што е проблемот? Постои една одредба во Законот за државјанство, во која е дозволено некои државни органи, например државната безбедност, бесконечно да го држи вашето барање без да ви каже да или не. Јас се залагам, ако некој не заслужува од тој аспект, значи само од тој аспект да добие државјанство, вие мора да му одговорите. Не можете во фиока да држите барање, било кој дел од администрацијата, барање во фиока 20 години или 18 години. Тоа е недозволено за правна држава. Во Законот за државјанство, член 7, точка 8, вели дека еден од условите за давање на државјанство е тоа граѓанинот да не ја загрозува безбедноста и одбраната на Република Македонија. Секоја држава, скоро секоја држава, не знам за држава која го нема тој услов. Меѓутоа, морате вие во подзаконските акти да ставите рок за тој дел од администрацијата. Вие мора да кажете, во рок од 3 месеци, 6 месеци, не знам, еве нека биде година дена, да си ги направите тие проверки. Меѓутоа, знам случаи и од она време и од сега, луѓе кои не добиваат ни негативен одговор, после години, да не кажам децении чекање. Тоа не е дозволено. За тоа збора. Инаку да не останам покусо во однос на условите кои ги читате за државјанство. Значи, да се разбереме, објективно, во овој момент не постои европска држава, каде што со 3 сведоци кои ќе посведочат за твоето физичко присуство овде, можеш да добиеш државјанство. Дури зборам и за најдемократски. Господине председателе, од албанска страна, овдека во нашава земја, се, дури и пред да доаѓам овде кај вас, би рекова како е можно граѓани од соседните земји, од Албанија, од Косово, да земат преку ноќта државјанство, а луѓе кои живееле со децении тука не можат. Не знам за такви примери, меѓутоа ако некој добил преку ноќ, како велите државјанство, тоа е незаконски. Знаете, во принцип добивањето државјанство или кога ќе бидете одбиени, во целиот свет е долга процедура, во која се инволвирани многу органи, не само безбедностни, чии административни, даночни и така натаму и така натаму. Секој пат се проверува портфолиото, да кажам стручно, или бекграундот на човекот, кој е тој што сака да стане државјанин на нашава држава. И тоа никогаш и никаде не се случува преку ноќ. Че јас зборувам сега за она што стои во законот, не зборувам за евентуални грешки, кои сигурно ги има на надлежните органи. Че не зборувам за евентуално дали некој од надлежните службеници може би бара мито за да му даде државјанство. Такви случаи имало и има, и да му изведе лична карта, побрзо пасош и така натака. Јас зборувам за еден генерален процес во кој вие мора да имате јасно дефинирани критериуми и рокови во кои државата мора да ви одговори. Постои еден принцип кој се нарекува молчење на администрацијата. За некои работи, не за државјанство, меѓутоа, за некои работи вие барате одредено право и вели ако во рок од 30 дена не ви одговорат, се смета дека ви е доделено. Се не велам да оди со молчење на администрација, еден вакав важен чин, стекнување на државјанство на една земја, меѓутоа мора да имате рамковни рокови во кои вие ќе одговорите на барањето на граѓанинот. И да не треба да добие, мораш да му одговориш и да му кажеш не можеш да добиеш. Што не е јасно? Следново прашање се однесува на односите со соседната Бугарија. Практично поради бугарското вето не ги започнавме преговорите за полноправно членство. Колку време имате во емисијава да го зборуваме тоа прашање? Се шегувам. Нема нешто поново во тој комплекс на прашање, бидејќи е навистина комплекс на прашања. Последно беше пред 2-3 дена и тоа не е ново.
таа онлайн седница на заедничката комисија составена од историчари во кој не се дискутираше за нови прашања или за нерешени отпорено, туку за усогласување на записниците за предходно одржани средби. И тука имаше една, ја би нарекол една техникалија, еден технички аспект во кој се утврдуваше не придавката, туку се утврдуваше називот на комисиите пред се. Бидејќи, можеме да се вратам и наназад, бидејќи вие, предпоставам, во главном покривате публика составена од албанци или луѓе кои го зборуваат и разбираат албанскиот јазик. Кога се носеше, кога го носевме Преспанскиот, кога го ратификувавме Преспанскиот договор и кога ги толкувавме нормите од Преспанскиот договор во однос на таа придавка македонски, јас бев, да не биде повторно као фалење ми, бев првиот кој јавно образлагаше зошто некои државни институции не може да имаат придавка македонски на почетокот на својот назив. Македонска академија, македонска телевизија и така натаму. Затоа што таму има и други луѓе кои се вработени, кои не се само македонци. Тие други луѓе, кога ќе кажете македонска телевизија или македонска војска и македонска армија, особено албанците, зборам за албанците, тие сметаат дека тоа е навистина во етничка смисла институција која ја имаат само македонците како своја. И дека тие другите тука се гости или се некаков второстепен елемент кој не е толку значаен како овој првиот. Че не се газди, не се чувствуваат како косопственици на таа институција во државата во која и тие живеат. Значи, и велам, онаму каде што има само етничка конотација чиста, македонски фолклор, македонска литература, македонски јазик, прва македонска репрезентација. Внимавајте, македонски народен театар, например, бидејќи има албански театар, турски театар. Таму е сосема логично и Преспанскиот договор и тоа. Како е јасен во таа смисла, никој не ти го брани тоа. Дури го има во нашата лична карта во Обединети нации, кај државјанството. Меѓутоа, за оние кои не сакаат да имаат македонско државјанство во пасошот, да им пишува македонско, може да кажа државјанство на Република Северна Македонија. Таа дистинкција е битна да ја разбереме, бидејќи не го негира македонското кај мене и кај македонците, а не ве навредува вас, и вие имате формулација во која вие се чувствувате како албанци, а не како македонци со албанско потекло, како што знаеш, имаше многу одамна имаше предлози од некои националистички кругови. Многу е битно законите и уставот да го одразуваат твоето чувство. Ако ти чувствуваш дека така треба да ти се обраќаме, така треба, ако ја чувствувам дека како македонец кој зборува македонски јазик нема друга алтернатива освен така да ми се обраќаш, тука е суштината на спорот во однос на Бугарија, бидејќи тие до овој момент велат да, ќе ви се обраќаме така, меѓутоа ќе мораш да кажеш дека вчера, завчера или пред некоја година не си бил тоа што си. Тоа е навреда. Деновиве Рајмонд Детрез, балканолог и историчар, го цитираше еден холандски комичар според кого има болести од кои човек не може да се разболи, доколку не знае за нив, оценувајќи при тоа за Deutsche Welle дека истото може да се каже и за националниот идентитет. Од бугарска страна, според толкувањата од кај нас, се негира идентитетот. Не се негира нашиот сегашен идентитет, се негира она што сме биле пред 44 и 5. Меѓутоа, знаете, тоа е основно човеково право на самоидентификација. И има бројни илјадници, десетици, стотици илјади примери и пред 44-та, кога луѓе кои живееле на овие простори, не само во денешна Северна Македонија, кој целиот регион, кои се идентификувале како македонци. Што не можеш да го спориш. И тоа не е предмет на некоја пропаганда од друга држава, па така сме се биле присилени да се изјаснуваме. Ние сме се чувствувале као такви и сме се изјаснувале као такви далеку пред 44-та. Во тоа е спорот. Не можеш парцијално да го признаеш моето или вашето, твоето право на самоопределување. Ти имаш право да се самоопределиш во последните 50 или 70 години, ама не и претходно. Нема делумно признавање на тоа право. Или ми го даваш тоа право, односно јас си го имам како основно човеково право, или не ми го даваш. Се поставува прашањето како ќе се надмине овој спор. Весите од Софија зборуваат за тврд став на официјалната Софија. За жал зборуваат за тврд став и на сегашната опозиција и сегашната власт. Така што кој и да дојде по нивните избори на 4 април, битна измена во тоа нема да има, меѓутоа јас се надевам дека со помош на нашите европски пријатели во Брисел, дека сепак ќе се пронајде формулација во која нема да се негираме во делот на она што значи
osnovno човеково право и слобода, како се чувствувам така да се декларирам, и дека на таков начин ние ќе успееме да почнеме со тие преговори и понатаму да... Колку се точни тврдењата дека соседната Бугарија бара гаранции од нашава страна, дури и во Обединетите нации, за, да кажеме, непостоење на македонското малцинство во Бугарија? Тоа не е ништо ново, тоа не е ништо ново. Тие го тврдат со години, децении, не само ова власт. Значи, тој тип на барања, знаете, во тој дел повторно навлегуваме во нешто што се нарекува основно право на самоопределување. Значи, нивната теза е дека ние од тука треба да се откажеме од обидите да инсталираме некакво македонско малцинство во Бугарија. Принципот број 1 во меѓународни односи. Секој пат бил, особено после 45-та кога се направени Обединети нации. Не мешање во внатрешни работи на други држави. Значи и да сакаш, немаш право да се мешаш во друга држава, како што и тие немаат право да се мешаат кај нас. Освен ако не ги повикаш да се мешаат. Така што ние и да имаме намера, а немаме намера да се мешаме, не можеме, значи и да сакаме, не можеме, не смееме да се мешаме, тоа е внатрешен правен поредок на Бугарија и тука како тие сметаат така нека тераат. Но ако некој индивидуално се декларира од денешна Бугарија како македонец и бара право Советна Европа и не знам каде, Amnesty International и така натаму, другите организации кои се бават со човековите права, тоа не значи дека некој од Скопје го инструирал и го платил. Тоа мораме да се навикнеме. Ние имаме луѓе кои се декларираат како македонци во Грција. Во Преспанскиот договор ние не се откажуваме од нив. Меѓутоа тие навистина дел од нив постојат и си ги бараат своите права. Дел од нив, што е можда зачудувачки за нашава екипа македонски националисти, тоа проминентни борци за човекови права во Северна Грција, го поддржаа Преспанскиот договор како добар, вклучително и од аспект на нивните права во Хеленската република. Има тврдења дека наводно соседната Бугарија не била заинтересирана за графата бугари за во следниот попис. Такво нешто немам видено во досегашниот тек на разговорите. Може би е нешто вербално кажано, меѓутоа на ниво на документ не сум видел такво барање. Не сум официјално барање, сакам да кажам, од страна на Република Бугарија. Господине председателе, пандемијата, законот за попис, законот за државјанство, проблемот со соседната Бугарија наметнува потреба за диалог, за, да не кажам, за политичко единство во земјата. Се стекнува впечаток дека парламентарното мнозинство одеше со ѓон досега за овие крупни прашања. Ја претпоставам дека твоето следно прашање е ако е тоа така, ако е твојата перцепција точна, дали може треба да насвикаме некој друг форум, некакви лидерски средби на кои тоа ќе премостиме. Премиерот Заев неколку пати во неколку наврати изјавуваше дека нема потреба за диалог со Знаеш што, јас, јавноста е сведок минатата година, пред се заради пандемијата, меѓутоа и не само заради пандемијата, еднаш и за договарање на датумот за предвремени парламентарни избори, свикував лидерски средби во едно 5-6 наврати минимум. И се постигнуваше консензус. Тешко, но се постигнуваше консензус, освен последните неколку кога не успеавме да се договориме за датумот на избори за 15 јули, не на лидерска, тоа беше постигнато на друг начин. И ја не мислам дека кога другите институции не функционираат во оваа смисла, ако тука немате некаква кохабитација, да ја наречам, меѓу власта и опозицијата од X причини, не велам дека други и неформални форуми, како што се лидерските средби, се треба анблок да ги одбиеме. Не велам дека се лоши по дефиниција. Меѓутоа, причината зашто јас не свикам лидерски средби е ставот на опозицијата која смета дека поддавањето на мандатот на Зоран Заев летото, во јули, за да ја направи владата која ја направи, дека не треба да се комуницира со институцијата председател и дека на средби лидерски таков формат кој би ги организирал председателот на државата од тие причини, нели? Тие не би сакале да учествуваат. И се знаете, ако некој не сака да учествува на средба која евентуално би ја закажале, јас не можам да свикам лидерска средба и да разговарам само со представниците на власта.
или партиите кои се во владата. Тоа е проблемот главен. За да бидем поточен, лидерот на ВМРО ДПМН во последниот интервју за нашава телевизија вели дека односите ви се замрзнати поради тоа што подвлекува тој, вие не покажувате знаци на менување на практикување на политиката и дека сте обичен слуга на Зоран Заев. Знаете, во 2019 после мојот избор, за прв пат во 30 години историја како независна држава, ВМРО ДПМН како партија и именно тој председател на таа партија беа првите во историја кои го признаа изборот на некој човек избран за председател од другата политичка опција. Јас мислам дека ќе тргнеме во добра насока и извесен период може да се каже со потешкоти, меѓутоа сепак некако успеавме да најдеме некаква кохабитација и меѓу нас. Овој момент кој тој го спомнуваше на почетокот околу давањето на мандатот на Зоран Заев е класична политичка небулоза. Дека заради тоа, веројатно имал некакви внатрешно партиски причини во кои не сакам да навлегувам да го каже тоа. Меѓутоа, јас сум должен да го дадам мандатот во рок од 10 дена по конституирање на собранието. Точка. 2006 со Црвенковски, значи председател од СДСМ биран. 2016 Ѓорги Иванов, председател биран од ВМРО ДПМН, различни политички опции, постапили на идентичен начин. Го дале мандатот во рок од 10 дена по конституирање на собранието. Ја немам право да го земам мандатот во фиока и дома да го затворам и да не го давам месеци и месеци. Значи ја морам да го дадам. А во тој момент, тој беше и тука на разговор кај мене, во тој момент го прашав директно, дали вие имате, Заев ми информираше дека е при крај во преговорите со ДУИ. Немам 61 вели во тој момент, меѓутоа во наредниве неколку дена, сериозни се преговорите, мислам дека ќе успееме да направиме. Јас го прашам дали вие имате преговори со било кого за 61. Вели немаме со никого. Што ќе направите? Повторно вело, а рокот ви тече. Значи тоа е едната работа. И понатаму околу оваа формулација која ја користат слуга, послушник на Заев и така натаму, за жал влегува во една партиска реторика која е крајно исклучива и не втемелена на факти, се разбира. Она што посебно ме зачуди, да речеме, во тие нивни партиско-политички тирадии, кои веројатно им служат за нивното членство, ја не знам поинако образложение, не знам, не можам да најдам логика друга. И тие, замислете, на една пресконференција спомнаа дека мојот избор кој го призна, велам, први и единствени од страна ВМРО ДПМН за 30 години избори во оваа земја, се должел на лобирањето за мене на поранешниот реис на Исламска верска заедница. Чи замислете небулоза. Вашите луѓе на терен, кои ги имаше на сите 3.500 гласачки места, наблюдувачи од ВМРО ДПМН, врз чија основа предпоставувам сте го граден ставот дека изборот е кредибилен и дека победникот на тие избори е кредибилен, иначе не би ме признали. Че вие ги фрлате во вода и вие му уверувате на поранешниот реис, еден, с години сме овдека, знаеме за кого зборуваме, еден полупрофил од еден полусвет на кој неговите најблиски соработници во ИВОЗ не му веруваа и затоа го истераа од таа заедница. Човекот кој минатата година рече дека вирусот е умрен. Значи вие, целата ваша партиска структура, која ви дава информација од терен, ја тргате на страна и не им верувате, од суштина, и велите, аха, Пендаровски избран заради тоа што реисот наводно некому рекол дека јас сега кој ќе кажам и сите албанци ќе гласаат за Пендаровски. Значи да не беше абсурдно и смешно, значи ќе беше трагично. Ако на вакви основи и вакви квази аргументи вие базирате сериозен политички став, да не комуницирате со институцијата председател на вашата држава, не знам што би било... Господине председателе, во услови кога власта одбива лидерска средба, а вие сте председател на земјата, сакам да кажем во смисла дека вие сте тај кохезиониот фактор кој треба да ги помири политичките противници. Што ви преостанува да одите понапретот, да го заборавите ова? Значи, јас се согласувам со квалификациите кои ги даваш. Да бидеш помирителен фактор, да бидеш мост, да ги спојуваш, не да ги раздвојуваш, да бидеш обединителен фактор, не да делиш. Се согласувам, се потпишувам. Меѓутоа, за да ги собереш двете условно кажано страни во оваа ситуација,
на иста маса, во иста просторија. Мора да има волја од двете страни. Не зборам, власта ќе дојде, власта во минатата година на една од тие средби за пандемијата и за воредните избори, за датумот на избори, го одби предлогот на ВМРО ДПМН да се разговара во тој момент, вели пандемијата е приоритет, го одби предлогот да се разговара за заедничка позиција во врска со Бугарија. Меѓутоа јас ви уверувам дека сега да ги повикам сите партии од власта, тие ќе се согласат. Меѓутоа другава страна, пред малку ви одговорив, смета дека јас сега повеќе не сум легитимен затоа што сум го дал мандатот на Заев или затоа што мојот избор бил проблематичен и тоа го базираат на изјавите на поранешниот реис на ИВЗ. Значи, вие немате волја од таа страна да дојдат... Во услови кога велите дека предлогот на опозицијата за законот за попис, во предлогот имаше и добри работи, не беа прифатени. Во услови кога велите дека предлог законот за државјанство на албанската опозиција има добри работи кои беа отфрлени од мнозинството, кој ќе ви доаѓа законот да го подпишете, опозицијата со право ќе ви каже вие ги поддржувате, ја поддржувате власта. Не знам дали бев јасен претходно. Се согласувам да свикам таков тип на координација и за било какви различни законски проекти, не само за став према Бугарија. И тоа вие немате волја да дојдете воопшто физички тука, да се видите со мене. Значи, ја те канам, ти не доаѓаш. Не е дека нема волја добра кај мене. Нема волја кај другата страна воопшто да присуствува на средби кај овој кој наводно бил вака биран или му го дал мандатот на Заев, наместо да го чува дома. Разбирате, нема волја. Се согласувам. Јута, за да имате средба, за да ви дадам интервју, јас сум се обврзан, бидејќи сум платен од пари на граѓаните. Ма мора да има и волја да дојдам баш кај вас, баш на вашата телевизија или медиум, да дадам интервју. Ако не сакам, нема сила која ќе ме натера да дојдам. Нема волја да дојдат, тоа е проблемот. Зарем не може да биде решение состанок на Советот за национална безбедност? Еве да ви кажем една работа која мислам дека сум ја кажувал порано пред година и пол, меѓутоа да ја повторам. Мојот прв предлог за некако да го намалиме тој гап, тој јас помеѓу власта и опозицијата, кој и тогаш беше голем. Голем е со години. Значи, председател сум дали неполни неколку недели. Дадов предлог преку посредници до главната опозициона партија на секоја седница на Советот за безбедност било што да се разговара, тамо не се разговара за тривијални теми, тамо главно се разговара за безбедноста тука и безбедноста во регионот со импакт врз нас. Да секој пат присуствува и представник на опозицијата. Секој пат. Тие тоа го одбија. И дури имаат едно јавно образложение, јавно соопштение по повод првата седница на Советот, конститутивна на Советот за безбедност, дека тамо ќе се разговара за теми кои не се толку сериозни во овој момент и ние затоа не би присуствувале. Знаете која беше точката прва на првата седница? Безбедносната ситуација во Република Северна Македонија и безбедносната ситуација во нашиот регион со можно влијание врз нас. На која ги повикав надвор од редовниот состав на Советот, шефовите на службите, значи воена, цивилна, разузнавачка, контраразузнавачка, кои прво реферираа од тој аспект. Тоа не беше се разбира отворено за јавност. Ако тоа не е доволна тема со тежина да присуствуваш, никој никогаш во историјата на оваа држава не го повикал представникот на опозицијата да присуствува на седници на Совет за безбедност, чиј состав е утврден со устав. Нема тука мрдање. 9 луѓе сме, начело со мене, и оние кои ја ќе ги поканам. Еве да ви кажам уште еден податок кој јавноста не го знае. Некои луѓе од тогашната и сегашната власт не беа среќни кои им кажав дека ќе поканам представник на опозицијата. Вели, па зашто мора? Ја сметам дека мора. Тие причини да си знаете. И на моје големо изненадување тие го одбија тој предлог. Еве да ви кажам една друга работа која никогаш нигде не сум ја спомнал по интервју. За да го намалам тој јаз меѓу власта и опозицијата и да бидам помирителна, не обединителна, не фигура која раздвојува во нашиот политички живот. Јас понудив до главната опозициона партија во првиот месец дена од кога дојдов тука на 3-4 битни позиции дипломатски, амбасадорски, да одиме со заеднички предлози на власта и на опозицијата. Зборувам за Њујорк, зборувам за Вашингтон и зборувам за двете позиции во Брисел, Европска унија и НАТО.
Ако се тоа позиции кои и досега не се пополнети, ако не се грешам. во Европска унија имаме амбасадор, господјата Агнеза Руси, во НАТО сега имаме амбасадор Дане Талевски, че во двете позиции во Брисел се пополнети, не се пополнети во Америка. Меѓутоа, ако е заедничка заложба, тоа е една мантра која 30 години сите ја зборуваме. Стратешки партнер Америка имаме, договор од 2008 со нив, стратешко партнерство, и ЕУ и НАТО, дајте велам да дадеме предлози заеднички, затоа што утре ќе се смени власта. Може да имаме избори, ќе доја нова влада, за да работи нормално со тој што ќе биде амбасадор. Не е лошо и опозицијата да каже да или да рече ово е прифатлив за нас, или да даде свој предлог. Со кој власта ќе се согласи, односно јас на крајот. И тоа беше одбиено. Што друго може да направите? Знаете, јас и понатаму имам добра волја. Не можете да наидувате на зид од таа страна. Мора да наидувате на конструктивни предлози, инаку нема диалог. Кои се вашите видувања во смисла на функционирањето, нефункционирањето на правниот систем? Мислам конкретно на судењето, случајот Монстра, недовербата претежно од кај овдешните албанци со оглед на тоа дека пред неколку години лидерот на тогашната опозиција, зборувајќи за бомбите, навестил дека може да има нешто. Како да доаѓаме до доверба во институциите? Тоа е рак раната на македонското општество. 30 години состојбите во правосудството, не дека другите се на европско и светско ниво состојби, меѓутоа тука имаме посебни замерки. Не постои извештај на Европската комисија кој не го тангира тоа и тие проблеми. Знаете, независно правосудство се прави со децении, да не кажем и подолго. Меѓутоа, не значи дека долгиот период нужен за реформирање на правосудството не треба воопшто да го почнете, затоа што кој ќе размислува за после 30 или 50 години како ќе биде. Морате да почнете со првиот чекор. Како е лати најдолгиот пат, почнува со првиот чекор. Ова е мојата главна теза. Состојбите во правосудството денес или во последниве 4 години се неспоредливо подобри во однос на претходните 10 години. Зошто? Затоа што ви тврдам, тој јавноста го знае, ако сака да биде секој од нас објективен, реален, ќе види дека практично нема никакво политичко влијание врз клучните процеси кои тангираат, не знам, бивши, сегашни функционери и така натаму. Значи, не можете, јас мислам дека никош и нема да се случи, од напред да кажам, за 10-15 години, некои си, не знам, нови бомби, ако експлодираат, кои ќе покажат дека некој председателот, премиерот, министерот за правда или не знам кој, за внатрешни или за било кој функционер кој диктирал, или тој ќе добие, како што имаше за жал случај и порано, тој ќе добие 8 години, тој да не добие помалку од толку или тој да не излезе од притвор. Значи, политичките притисоци врз правосудството сега и веројатно и ги има на некое ниво, локално, па дури може и централно за кој јас не знам, меѓутоа општото мнение е дека не се ни близу на она ниво на кое што беше во времето на Груевски. Меѓутоа, тоа не е доволно. Тоа не е доволно само да нема политичко мешање. Вие мора да имате суди и обвинители кои се стручни иоспособени на највисокото ниво на европските правници, суди и обвинители. Ние тоа до сега и покрај постојањето е колку веќе години на Академијата за суди и обвинители, тоа се уште го немаме постигнато. И не е доволно само ако кажем, едно од вашите први прашања беше да не се вадиме на тоа што било порано, не е доволно ако кажеме дека правосудството беше дополнително руинирано во тие 10 години. Беше неспорно. Тоа дно, мислам дека никош нема да го достигнеме. И не треба да го достигнеме. Меѓутоа, треба во наредниот период посериозни зафати и јас тука полагам надеж. Тоа сакам да видам практично како тоа ќе се имплементира. И дека нас не се проблем законите, проблем е имплементацијата на законите. Новата методологија за тоа така наречено прочистување во судството и во обвинителството, која е најавена од министерот за правда, би сакал наредниве месеци, година, да не чекаме десетици години, да биде имплементирана и тие кои не заслужуваат да бидат суди и обвинители, да не бидат повеќе суди и обвинители. Ако има негде простори за кривична одговорност, да бидат и кривично гонети. И европејците ни велат дека, европејците од Брисел ни велат дека законите и не ви се лоши, туку треба да ја менувате менталноста. За тоа треба генерации и генерации нови да пораснат, да имате едукативен систем кој тоа го всадува во главите на најмладите и тоа не значи да чекаме ние политичари. Што ќе правиме ние политичарите во меѓувреме? Јас тврдам дека ние мораме
За да покажеме дека треба да се менува менталитетот и однесувањето, да покажеме низ личен пример дека може и поинаку. Ја не велам дека јас сум го правил тоа до сега, тоа ќе каже и јавноста и историјата понатаму која повеќе нема да бидам председател, меѓутоа се трудам да покажам дека моето однесување сега како председател по сите основи не се разликува од моето однесување како претходно обичен граѓанин пред 2019. При крајот сме на интервјуто, господине председателе. Ваша оценка за во смисла на очекувањата од новата американска администрација на Џо Бајден, мислам на регионот, влијанието, американското влијание, дали ќе се промени нешто? Нема да се промени премногу, но ќе се промени малку. Сега да појаснам што подразбирам под ова. Јас и порано сум тврдел дека изминативе 4 години, на страна што администрацијата на Трамп правеше на глобално ниво во однос на глобалните проблеми. Знаеме, значи, се обидуваше Америка first, како велеа, и другите втори, трети, во позадина. Тоа значи дека Америка не беше присутна како предводник, како лидер за многу други битни глобални процеси. Но, во регионот, бидејќи со регионот на Западниот Балкан, ние тоа мора да се го признаеме, не се бави врвот на Белата куќа. Скоро никогаш после последните балкански војни, тоа отиде на некои други нивоа во State Department главно. Дури излезе и од надлежноста на Пентагон, кој се бавеше со војниот аспект кога беа тие проблематични времиња. На тоа ниво ние имавме присуство на Америка и во изминатите 4 години. Не велам дека тоа присуство беше доволно. Мислам дека сега со администрацијата на Џо Бајден, дека тоа присуство ќе се засили, нема да биде драстично поголемо, меѓутоа ќе се засили затоа што меѓу останатото во администрацијата на Бајден, која ќе се бави со регионот, има луѓе кои имаат директни искуства. И Бајден има лични директни искуства. Бил во регионот, се бавил со прашањата од Босанската војна, бомбардирањето на Србија и така натаму, но има и некои на витални позиции во Стейт департментот, како што е, например, Викторија Нуланд, која е де факто број 3 во Стейт департментот, која има исто така лична релација и со нас, со Северна Македонија, но и со регионот. Многу добро го знаат регионот и верувам дека им е познато, она што ние балканците тука го тврдиме цело време, дека проблемите на Западниот Балкан не се решени. Дека работата, како велат тие бизнисот, овде се уште не е завршен. Не е заокружен тој процес. Ние се уште како регион не сме ставени на сигурни шини и дека 100% одиме према Европа, према демократија, према просперитет, дека тука има уште неколку проблеми преостанати кои не се со тој формат како оние у 90-тите, меѓутоа не се дорешени, доразрешени. Тука мислам на Босна која не е функционална држава. Тука мислам на меѓународниот статус на Косово кој се уште не е решен и тука мислам на оваа последна блокада кон нас во однос на европските интеграции, бидејќи знаете што ако па и на Албанија, ако сакате, тоа ако вие државата која го промени дури своето име за да биде дел од тој евроатлантски свет и заедница на народи и вредности, ако вие не ја пропуштате да преговара еден ден да биде дел од таа заедница, вие праќате многу лоша порака за целиот регион. Практично ги обескуражувате другите држави да се обидуваат да направат компромиси за тие преостанати прашања кои се уште го влечат регионот надол или барем го држат на дното. Кои се вашите очекувања? Како ќе се справиме со пандемијата? Како ќе се справиме со судирот со соседната Бугарија? Дали ќе ги започнеме преговорите за полноправно членство во Европската Унија? Не само затоа што како председател треба да бидам професионален оптимист. Туку затоа што стварно мислам дека постојат тука некои индикатори и во овој контекст кој сега ни се чини прилично неповолен, по однос на сите прашања кои ги поставивте. Мислам дека 2021-та може да биде година на пробив кон подобро. Пандемијата со таа масовна вакцинизација да ја завршиме или да ја ограничиме, да конечно да ја сузбиеме ако е можно, и во однос на Бугарија да направиме пробив, да почнеме со практични, конкретни преговори, понатаму тоа ќе биде долг процес, ќе земе време. Очекувам и во однос на она што е битно за нас, иако не се работи за нешто во нашите граници, значи очекувам дека може да има, треба да има позитивни придвижувања и во однос на косовското прашање, и во однос на Босна и Херцеговина која е неправедно заборавена со години. Зошто го велам ова? Затоа што
Се што се случува во нашиот регион има свое влијание, можеби не толку како врз оние кои живеат во тие држави, меѓутоа и врз комшиите. И не треба да ни биде сеедно што се случува кај комшиите, напротив, треба да ни биде битно и тие да напредуваат. Како што очекувам до сега е и така, и тие да и посакуваат успехи и просперитет на Република Северна Македонија. За политичките теми и дилеми зборувавме во ексклузивниот интервју со председателот Стево Пендаровски. Господине Пендаровски, благодарам што бевте гостин на нашава телевизија. Благодарам за поканата. Dočat intervjusten ekskluzive med presidenten Stevo Pendarovski folien për temat dhe dilemat politike për sot dhe nesër në vend dhe rajon. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.